Јас во моментов се јавувам од пред Министерството за надворешни работи, каде не така одамна новата влада ја лансираше така наречената нова македонска приказна, а еден дел од таа нова македонска приказна е токму тој договор за пријателство, соработка и добрососедство со Република Бугарија, кој очигледно не ги смирува духовите, еве и денеска предизвикува реакција и од ВМРО, но реагираше и СДСМ, станува збор сепак за контроверзен договор, кој најверојатно уште долго време ќе предизвикува реакции. Јас денеска издвоив една интересна реакција и од еден бугарски весник, но пред да ја слушнеме, да ви ја соопштам таа реакција, предлагам да ја слушнеме пресконференцијата, дел од пресконференцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Во овој договор имаме срамна формулација за дефинирање на македонскиот јазик, немаме симетрија на правата и обврските, што значи дека договорот не е еквивалентен. Со договорот не се дефинира македонскиот народ како реална и идентитетска посебност, а Зоран Заев срамно и недостојно се откажува од грижата на македонското национално малцинство. Договорот предвидува опасна можност за промена на македонските учебници и останатите идентитетски обележја. Она што е особено проблематично во овој договор е што Република Бугарија ќе има можност да го преиспита однесувањето на Република Македонија на целокупниот наш пат кон Европската Унија, бидејќи Заев прифати тие да имаат можност да не дозволат отварање на ама баш секое поглавје од преговорите за членство, доколку не се исполнат нивните цели и позиции. ВМРО-ДПМНЕ нема да даде поддршка на овој договор. Бараме од Социјалдемократскиот сојуз да се повлече. Не е доцна, минута до 12. Апелираме на совеста на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз да не го поддржат овој договор. Доколку тоа не го направите, ќе останете на темните страници на историјата на Македонија, а Социјалдемократскиот сојуз многу брзо ќе сноси политичка одговорност, многу брзо уште на локалните избори. Ние, заедно со народот, ќе ве поразиме и ќе ве делегитимираме за да може да победи Република Македонија. Да, ВМРО е обвинет од СДСМ дека е заробен во минатото, а интересна е, ми се чини, обсервацијата од еден бугарски аналитичар, се вика Виктор Иванов, во денешна колумна за 24 часа. Таа ја објавува под насловот Бугарија склучи пријателство со Македонија на Заев, но не и со таа на Груевски, што очигледно многу јасно е кажана политичката поделба во Македонија. При тоа, Иванов во својата опсежна колумна, во која има жестоки коментари и критики за ВМРО-ДПМНЕ, сепак истакнува дека ВМРО под водството на Груевски нема изгубено избори, а тоа значи ни последните парламентарни, па од тука може да читаме меѓу редови дека не може да има договор за пријателство ако и најголемата политичка партија во Република Македонија не застане зад неа. Како и да е, интересни се и од гласите на експертите. Ние слушавме деновиве што тие мислат, но мислам дека е добро да се повторат некои клучни поенти. Експертите велат прво дека овој договор е потпишан од двајцата премиери само за на Македонија да и се отвори патот кон ЕУ и кон НАТО, и прашањето е дали жртвувањето на националните интереси пред се на македонското национално малцинство во Бугарија и на македонскиот јазик, а со тој на македонскиот народ кој ги нема во договорот, се жртвуваат за членството во ЕУ и НАТО. Ова е клучното прашање. Потоа, дека договорот нема завршни и извршни одредби, па нејасно е како тој во иднина ќе биде спроведен во дело. Инаку, во моментов, овој договор е израз на двете влади на добра волја, тој е потпишан од двајцата премиери, но тој треба да помине низ фаза на дебата во парламентот, да биде ратификуван од двата парламента, и од македонскиот и од бугарскиот, да се усогласат двата текста најпрецизно што може, а потоа се очекува, доколку ги помине сите фази, тој, како што доликува на такви меѓународни договори, да биде потпишан и од двајцата председатели.